Тоа е тоа, браќа и сестри, што му дава сила на човекот кога треба да биде мачен за нешто. Зап обича да не боли и сакаме брзо да ни помине таа болката. А некој за мачеништво да се одлучи, тоа значи дека треба да биде подготвен не да трпи за болката, туку да трпи како му ставаат шпици под ноктите, како му истураат врела писа, како му ги вадат очите, како други болки несносливи треба да претрпи. И прашањето денеска наше, а и не во тоа време на луѓето, е зошто тоа да го претрпи, односно што е тоа што му дава сила на човека да го претрпи тоа? Само верата во Господ. Затоа што ниедно друго мачеништво не може да биде одобрено, освен мачеништвото за верата. Кога некој сака да ти ја унижи верата, кога сака да ти ја промени верата, тогаш вреди за верата да биде човек мачен и да го претрпи тоа. Инаку, правило е дека мачеништво сами не бараме. Не одиме заради слава сега да бидеме славни, еве колку векови го славиме Свети Георги. Слава е мачеништвото, ама не заради тоа Свети Георги се подложи на мачеништво, туку заради правата вера. Кога некој сака верата да ни ја унижи, тогаш е дозволено мачеништвото. И тогаш дава сили Господ, многукратни сили да го издржиме. Од една заболка, како што рековме, може човек во несвест да падне, а не од ваквото мачеништво какво го претрпува Свети Георги и другите маченици. Вие знаете дека во светите 40 маченици, кога им понудија од замрзнатото езеро да влезат во сауна, во топла бања, еден се откажа од тие 40. Значи, секогаш доброволно може да се откажеме од правата вера. Ама што ќе добиеме после? Прашањето е секогаш за сериозните луѓе. Што добиваме после? Ајде ќе се откажеме од верата. Тоа трае 5 минути. Ни 5 минути може да не трае. Ама после тоа, после нашето откажување следи една цела вечност. Во таа вечност вреди за таа вечност за 5 минути убав живот да се откажеме. Нека не си 5 минути, браќи и сестри, нека се 100 години, колку што живееме овде на земјата. Вреди за 100 години некој да си ја прокоцка вечноста. Нажалост, луѓето се неразумни. Нажалост, луѓето не го разбираат, тоа најважното. Трчаат по споредни работи во животот и да ги стекнат, иако често пати не ги стекнуваат и сите желби не им се остварени, велам и да ги стекнат, што добиле? Добиле едно задоволство за 100 години. Ами што се 100 години во вечност? Таквата размисла пред векови наназад ја имаше светиот великомаченик Георги. Ја имаше замислата токму тоа, дека тој имаше се во животот. Генерал на војска. Во тоа време најголемо нешто. И то на цела една огромна област. Таков генерал кој се имаше, се откажа дури од наимилото, од животот.
затоа го славиме 20, скоро 20 векови, 17 векови после неговата смрт. Го славиме зашто ни остави пример. Ако дојде, а дојде еднаш, во времето на туркократијата, многу луѓе беа мачени заради верата. Не само Свети Ѓорги, сите светители во црквата кои не се откажаа од верата за приземни работи им биле поттикнати тие луѓе. Тие знаеле дека за малку вреди човек да се жртвува за да го стекне она големото, а големот е вечниот живот. Затоа го славиме Свети великомаченик Ѓорги и му додаваме додаток на името великомаченик. Не се сите великомаченици во црквата. Имаме многу маченици, ама не се сите. Ќе рече човек, која е разликата? Зошто Ѓорги, зошто Димитри го велиме великомаченик, а овие другите се обични маченици? Затоа што великомаченикот бил на висока, возвишена положба во општеството и се откажал од неа, исто како сега председател на држава некој, да рече, ништо не ми вреди председател на држава, вие можете да ме мачите. Великомачеништвото, значи, е наслов или титула во црквата која се добива заради високото звање кој претходно го имал тој човек. Од тоа, само да се откаже од тоа е мачеништво. Ами да страда, ами кој неколку време траела болката на тој човек кој го мачеле, а на крај ја изгубил главата. Ке рече човек, што е губењето на главата наспрам болката која може да трае подолго време? Може во овој аспект да не изгледа, ама може после болката човек да остане жив, а крајниот печат Свети великомаченик Ѓорги го дал со тоа што и главата ја дал. Значи и животот го дал. Тоа постојан печат. Печат неизбришив, како што останува, гледате, до ова време, нашето сознание е тоа дека така се чува верата. Верата се чува ако е потребно и со крвта собствена. Не со крвта на другиот, како што често пати сакат некои да не убедат, гледате, војни се водат во Украина и другите нека се жртвуваат, а не тој првиот. Не, туку собствената крв да ја дадеш, собствениот живот да го дадеш, тогаш има печатот. Никој нема да ги спомни, за жал, овие што гинат во војните. А Свети великомаченик Ѓорги пред 17 и повеќе векови го спомнуваме. Сега и ќе го спомнуваме додека постои црквата до крајот на светот. Затоа што има возвишено место пред Господа. Да се стекне тоа возвишено место, тоа не е преку ноќ. Само кај нас, гледате, нема кариера, не градат луѓето кариера, затоа што никој не им ја признава. Иначе, во сите нормални услови се гради кариера. Ова што Свети Ѓорги го спомнуваме повеќе од 17 векови, не е кариера. Кариера е позитивна, секако, затоа што Свети Ѓорги е пример за сите нас, ама е на некој начин надградба секоја година, како што треба и нашата надградба да биде секоја година се повозвишена и повозвишена. Така го славиме, браќа и сестри, Свети Ѓорги. Така ги славиме сите маченици во црквата,
затоа што нема подраго нешто за човек од животот собствен. Нема таков што се сложи, дури и душевно да е болен, дури да е во некоја депресија, пак си го сака живот. Да некој посегнува по свој живот во таква депресија, ама овде не се работи за депресија, овде се работи за потполно здрав човек, кој со здрав разум вели: подраго ми е Царството Божјо, отколку што ми е уште животот за 5 минути да го прослужам. Ете, таков пример имаме денеска на мачеништво, таков пример славиме, таков пример не вдахновува и затоа немој се молиме. Тој да биде наш застапник пред Бога, затоа што има близина и милост да не застапува пред престолот Божји. Милоста Божја да биде со вас, да ве чува и да ве храни во сите дни на вашиот живот.